Книгата на пророкот Осија. Прва глава. Слово Господово што беше упатено до Осија, син Бериев, во деновите на јудејските цареви Озија, Јотам, Ахаз, Езекија и во деновите на израелскиот цар Јеровоам, синот Јоасов. Почеток на словото Господово до Осија. Му рече Господ на Осија: оди и земи жена блудница, па роди деца од блудство. Зашто оваа земја многу блудствува, откако отстапи од Господ. И тој отиде и ја зеде Гомер, ќерката на Дивлаим, која зачна и му роди син. Тогаш Господ му рече: стави му име Израел, зашто уште малку и јас ке му се одмаздам на Јехуевиот дом за крвта пролеана во Израел и ке го укинам царството на Израел. И во тој ден ќе го скршам лакот на Израел во долината Израел. Таа пак зачна и роди ќерка. И тој му рече: именува ја Лорухама, зашто јас веќе нема да го помилувам домот Израелов и да му проштевам. И домот Јудин ќе го помилувам и ќе го спасам јас, нивниот Господ, не со лак, ниту со меч, ни со војска, ниту со коњи и коњаници. Потоа, откако ја одбио доење, одново зачна и роди син. И тој му рече: наречи го со името Лоами, зашто вие не сте мој народ и јас нема да бидам ваш Бог. Втора глава. Но бројот на синовите Израелови ќе биде како песок морски, кој не ќе може ни да се измири, ниту да се изброи. И место да им речат: вие не сте мој народ, ќе им се рече: вие сте синови на живиот Бог. И ќе се соберат синови Јудини и синови Израелови заедно и ќе си постават еден старешина и ќе излезат од земјата, зашто голем е денот на Израел. Речете им на браќата своји Ами и на сестрите своји Рухама. Судете се со својата мајка. Расправајте се, зашто таа не е моја жена и јас не сум и маж нејзин. Нека го отфрли блудството од лицето свое и прелюбодејството од градите своји, за да не ја сотрам, за да не ја соблечам гола и да не ја покажам како во денот на незиното раѓање и да не ја направам пустелија, за да не ја претворам во сува земја и да не ја усмртам со жет. И децата нејзини нема да ги помилувам, зашто тие се деца од блудство. Бидејќи мајката нивна блудствуваше, се осрамоти онаа која ги зачна, зашто си велеше: ке тргнам по љубовниците своји, кои ми даваат леп и вода, волна и лен, масло и пијалак. Ете, затоа јас ке и го препречам патот нејзин со трње и ке ја заградам со ограда, и таа не ке може да ги најде патеките своји. Ке се впушти по љубовниците, но нема да ги стигне, ке ги бара и нема да ги најде, и ке си рече: ке се вратам и ке појдам кај првиот маж, зашто тогаш ми беше подобро отколку сега. А таа не знаеше дека јас си давав жито, вино и масло и го намножував среброто нејзино и златото, од кој му направија идол на Ваал. Затоа ке си го земам житото свое и виното свое, кога за тоа ќе му дојде времето, и ќе ја одземам волната своја и ленот свој, се што се покрива голотијата нејзина. И сега ќе ја откријам срамотијата нејзина пред очите на нејзините миленици и никој не ќе ја избеви од реката моја. И ќе укинам кај неа секаква веселба, празниците и новомесечијата нејзини и саботите и сите нејзини прослави. И ќе ги запустам лозјата нејзини и смоквите, за кои таа беше рекла: тоа ми се подароци со кои ме даруваа љубовниците мои. А јас ќе ги опустошам и полските животни ќе ги изедат. И ќе ја казнам за деновите поминати во служење на вааловците, кога им кадела и ги китела со обетки и гривни, одела по љубовниците своји, а мене ме заборавила, вели Господ. Поради тоа, јас ќе ја привлечам и ќе ја одведам во пустина, па ќе му зборувам на незиното срце. И ќе ја
вратам лозата неизина и долината Ахор како трем на надеж, и таму таа ќе пее како во деновите на својата младост и како во денот кога излезе од египетската земја. И во тој ден, вели Господ, ти ќе ми велиш, мажу мој, и нема повеќе да ми велиш, валу мој. И ќе ги остранам од устата неизини имињата на валовците, и нема повеќе да се спомнува името нивно. И во тоа време, поради нив, ќе склучам сојуз со животните полски, со птиците небески и со лазачите по земјата, а лак и меч и војна ќе истребам од таа земја и ќе им дозволам да живеат во мир и сигурност. И ќе те свршам за себе вечно и ќе те свршам за себе во правда и справедливост, во благослов и милосрдност. И ќе те свршам за себе во верност и ти ќе го познаеш Господа. И во тој ден јас ќе се одзовам, вели Господ. Јас ќе му се одзовам на небото, а тоа ќе и се одзове на земјата. И земјата ќе се одзове на житото, и виното и маслото, а тие ќе му се одзоват на Израел. И ќе ја посеам за себе на земјата, и ќе ја засакам Лорухама, и ќе му речам на Лоами, ти си мој народ. А тој ќе рече, ти си мој Бог. 3 глава. Потоа Господ ми рече, оди и повторно засакај ја жената, која ги сака злото и прелюбата, како што Господ ги сака синовите Израелови, а тие гледаат по туги богови и ги сакаат нивните пити од грозие. Ја откупив за 15 сребреници и за гомер и полугомер јачмен, па и реков, ќе останеш кај мене подолго време, не блудствувај и не оди со други, а и јас нема да ти приоѓам, зашто синовите Израелови ќе останат долго време без цар, без кнез и без жртви, без жртвеник, без ефод и без јавување. Потоа синовите Израелови ќе се повратат и ќе го побарат Господа, својот Бог и Давид, својот цар. Ќе се чудат пред Господа на неговата благост во последни дни. 4 глава. Чујте го словото Господово, синови Израелови, зашто Господ ќе им суди на жителите од оваа земја, зашто нема ни вистина, ни милосрдие, ниту знаење за Бога на земјата. Клетва и измама, убиство, кражби и прелюбодејства, многу се распространети и една крв по друга крв се лее. Затоа таа земја ќе тагува и ќе гинат сите што живеат на неа, заедно со полските животни и птиците небески, дури и рибите во морето ќе загинат. Но никој да не се суди и никој никого да не обвинува, но со тебе, свештеникум, морам да се судам. Ти ќе се препнуваш дење и со тебе пророкот се препнува ноќе, а јас ќе ја погубам твојата мајка. Мојот народ гине што нема разум. Зашто ти си го отфрлил разумот и јас ќе те отфрлам од моето свештенство, бидејќи го заборави законот на својот Бог, и јас ќе ги заборавам децата твои. И колку повеќе се размножуваа, толку повеќе и греше против мене. Затоа славата нивна ќе ја претворам во срам. Тие се хранат со гревовите на мојот народ, и кон беззаконијата негови се стреми душата нивна. И што ќе стане со народот? Тоа ќе се случи и со свештеникот. Ќе го казнам според патиштата негови и ќе му платам според делата негови. Ќе јадат и нема да се наситуваат. Ќе блустуваат и нема да се размножуваат, зашто престанаа да му служат на Господ. Блудството, виното и пијалаците ги овладеа срцата нивни. Мојот народ се обраќа до парче дрво, и неговиот жезел му дава одговор, зашто духот на блудството ги вовел во заблуда. Па блудствувајќи тие остапија од својот Бог.
принесуваат жртви по планинските врвови и по ридовите, кадат под даб, топола и брест, зашто тие имаат добри сенки. Затоа ќерките ваши блудствуваат и снаите ваши прелюбодействуваат. Нема да ги казнувам ќерките ваши кога блудствуваат и снаите ваши кога прелюбодействуваат, зашто вие самите сте блудници и со љубовници принесувате жртви, а простиот народ гине. Ако ти, Израеле, блудствуваш, Јуда барем да не греши. И не одете во Гилгал, не влегувајте во Бет, Авен, и не колнете се со клетвата жив е Господ. Израел е тврдогов како упорна јуница. Па како да ги пасе Господ? Како јагниња на широки ливади? Ефрем се поврзал со идолите. Остави го. После пијанството нивно му се предаваат на блудството. Повеќе го сакаат срамот отколку честа. Ветрот ќе ги притегне со крилјата своји и тие ќе се засрамат од своите пагански жртви. 5 глава. Чујте го оваа, свештеници, и внимавете, ти доме Израелов, и приклони го увото доме царев, зашто вам ќе ви се суди, зашто бевте замка во Мицпа и обтегната мрежа во Тавор. Длабока јама ископаа престапниците, но јас ќе ги казнам сите нив. Ефрем, јас го познавам, но и Израел не е сокриен од мене, зашто и ти блудствуваш, Ефреме, а ти, Израеле, се оскверна. Делата нивни не ги оставаа да се обратат кон својот Бог, зашто блудството нивно е внатре во нив, па затоа и Господа не го познаваат. И гордоста на Израел сведочи против нив. Затоа и Израел и Ефрем паднаа поради беззаконијата своји, и ќе падне и Јуда со нив. Со овци и со волови ќе тргнат да го бараат Господа и нема да го најдат. Тој се отргнал од нив. Тие го изневерија Господа зашто изродија туги деца. Затоа сега и тие и нивните имоти ќе бидат уништени. Затрубете со рог во Гива, со труба во Рама и викајте во Бет Авен, во бој, Венијамине. Во денот на казнувањето Ефрем ќе стане пустина. Јас ќе го изјавувам тоа меѓу колената Израелови. Водачите на Јуда станаа како оние што преместуваат меги. Ќе го излеам врз нив гневот мој како вода. Ете, Ефрем е угнетен, кај него правдата се гази, зашто посака да оди по суетни работи. Јас ќе бидам како молец за домот на Ефрем и како црв за домот на Јуда. Кога ја согледа Ефрем болеста своја и Јуда раната своја, тргна Ефрем кон Ашур и се обрати до големиот цар за помош. Но тој не ќе може да ве излекува и нема да ви ја исцели раната ваша, зашто јас сум како лав за Ефрем и како лавче за домот на Јуда. Јас ќе раскинам и ќе си заминам, ќе однесам и никој нема да ги спаси. Ќе тргнам и ќе се вратам во своето место, додека тие не признаат дека се виновни и не го побараат лицето мое, може би во својата мака ќе ме побараат. 6 глава. Ќе велат, ајде да се вратиме кај Господ, зашто тој не рани и тој ќе не исцели, не удри и ќе ни ги приврзе раните наши. Ќе не оживее за 2 дена, а во третиот ќе не подигне и ние ќе живееме пред лицето Негово. И така сега да се стремиме, да го познаеме Господа, а тој сигурно ќе дојде кај нас како утрена зора. Ќе ни дојде како дожд, како доцен и ранен дожд ќе ја натопи земјата. Што да правам со тебе, Ефреме? Што да правам со тебе, Јудо? Вашата љубов кон мене е како утрена магла и како роса што брзо исчезнува. Затоа јас ги судев преку пророците и ги биев со зборовите од устата своја, а тоа што го барам од вас не е јасно како светлина. Јас повеќе сакам милост, отколку жртва,
и познавање на Бога, а не жртва сепаленица. А тие, како Адам, го прекршија заветот и таму ме изневерија. Галат е град на беззаконици, полн со траги од крв. Свештениците се здружени разбойници, тие убиваат по патот за Сихем, срамни работи вршат. Во домот Израелов гледам ужасни работи, таму Ефрем блудствува, Израел се осквернува, и за тебе, Јуда, е определена казна, која ќе го повратам од робството мојот народ. 7 глава. Штом ќе посакам да ги излечам Израел, се открива неправдата на Ефрем и злостворството на Самарија. Зашто тие лажат и крадец провалува и рајзбојник граби по улиците и не помислуваат во срцето свое дека јас ги помнам сите нивни беззаконија, а сега ги обиколија нивните дела. Пред лицето мое се, со злосторства го весела царот свој и со лагите своји кнезовите. Од прелюбодејство тие сите горат, како печка вжарена, која пекарот повеќе не ја разгорува додека не го замеси тестото и тоа скисне. Денот е на царот наш, велат кнезовите, опијанети од вино, а тој се ракува со опијанетите. Од сплетките нивни срцето им се жарува како печка, гневот тлее во нив цела ноќ, а утрината се разгорува како огнен пламен. Тие сите се распалени како фурна и сите ги голтаат судиите своји. Нивните цареви паѓаат и никој од нив не вика кон мене. Ефрем се смешал со народите и станал како пита непревртена. Тугинци му ја одземаат силата негова, но тој не забележува. Косата му побелела, а тој не знае. И гордоста на Израел сведочи против нив. И покрај сето тоа не се обраќаат кон Господ својот Бог и не го бараат. А Ефрем стана како глупав гулаб, без разум. Ги повикуваат египтјаните на помош, а потоа се приклонуваат кон Асирија. Каде и да појдат, јас ќе ја фрлам мрежата своја врз нив, како птици небески ќе ги кутнам, ќе ги казнам како што беше речено во нивното собрание. Тешко ним, зашто отстапија од мене, погибел за нив, зашто се одметнаа од мене. Јас ги спасував, а тие ме лажеа. А не повикаа кон мене од се срце. Кога пискаа по леглата своји, ридаа на своите постели заради леб и вино, а против мене се бунтуваа. Додека јас ги подкрепував и им давав сила, тие коваа зло против мене. Тие се свртуваа кон лажни богови, станаа како скршен лак. Заради нивната горделивост, кнезовите ќе им изгинат од меч, а египтјаните ќе им се смеат. 8 глава. Ставија трубата на уста. Непријателите како орли го напаѓаат домот Господов, зашто тие го нарушија заветот мој и го престапија законот мој. Иако викаат кон мене, Боже мој, ние те познаваме, ние сме Израел. Израел го отфрли доброто, затоа непријателот ќе го гони. Си поставуваат цареви своји без мене, си избираа кнезови пак без мене. Од среброто свое и од златото свое направија идоли, тоа име за погибел. Го мразам телото твое, Самарио. Се распали гневот мој против нив. До кога ли не ќе може да се исчистат оние што се во Израел? И него уметник го направил. Тоа не е Бог. Затоа ќе биде скршено на парчиња телото твое, Самарио. Бидејќи сеја ветер, бура ќе пожнеат. Житото нема да им роди. Нема да даде брашно. Ако пак и даде, тугинци ќе го изетат. Проголтан е Израел, меѓу народите сега е како скршен сад. Тие скитаат осамени како диви магариња. Ефрем со подароци ја купуваше благонаклоноста на другите. Па иако праќаше дарови на народите наскоро, јас ќе ги соберам, а тие ќе почнат да страдаат од царот и кнезовите.
Iako Efrem izgradi mnogo žrtvenicи za grev i mu poslužija tije istite žrtvenici. Mu napišav važni zakoni, no toj gi smetaše za tugi. Vo žrtvenite prinosi, mene mi prinesuvaa meso i go jadat. Na Gospod tije nemu se ugodni, sega toj ke se priseti za nivnite bezčestije i ke gi kazni za grevovite nivni, ke gi vrati vo Egipet. Izrael go zaboravi Sozdatelot svoj, za sebe si izgradi dvorci, a i Juda izgradi mnogo utvrdeni gradovi. No jas ke go ispratam ogan vrz gradovite negovi, i toj ke mu gi progolta dvorcite negovi. 9. glava. Ne raduvaj se, Izraele, so pregolema veselba, kako drugi te narodi, zašto blustuvaš otkako ostapi od svoj Bog, i gi zasaka darovite od blud, posite žitni gumna. Gumното и кацата нема да ги нахранат, а виното ќе ги измами. Тие нема веќе да живеат во земјата Господова. Ефрем ќе се врати во Египет и во Асирија ќе јадат нечисто. Нема да вршат преливи со вино за Господ и неугодни ќе му бидат жртвите нивни. Лебот ќе им биде како леб на нажалени. Сите што ќе го јадат ќе се оскврнуваат, зашто нивниот леб е само за душите нивни, а во домот Господов тој нема да се внесе. Што ќе правиш во деновите на собирите и во деновите на празниците Господови? Зашто сите ќе си заминат пред запустувањето? Египет ќе ги прибере нов, ќе ги погребе. Нивните сребрени драгоценности, коприви ќе ги прекријат. Во шаторите нивни ќе обраснат трнливи грмушки. Дојдоа деновите на твојата казна, дојдоа деновите за одмазда. Нека разбере Израел дека е глупав предскажувач, безумен е оној што изјавува дека е вдахновен, поради многуте ваши беззаконија и големата омраза. Бог ме испрати како пророк, за да го предупредам неговиот народ Израел, но тие не секаде мрежа ми поставуваат. Дури во Божиот дом му се противат на пророкот. Многу ниско паднаа. Останаа развратни како во деновите на Гива, но тој ќе се присети за нивните беззаконија, ќе ги казни за нивните гревови. Како грозје во пустина го најдов Израел, како ран плод на смоква го видов јас татковците нивни. Но тие отидоа кај Ваал Пеор и се одадоа на срамни работи, па и самите станаа нечисти како и нивните љубимци. Славата на Ефрем ќе одлета како птица. Нема да има кај нив ни раѓање, ни бременост, нити зачнување. Па макар и да одгледуваат деца своји, јас ќе ги одземам, зашто тешко ним, која ќе ги оставам. Ефрем е како да го гледам Тир. Се поставил на убаво место, но Ефрем ќе ги изведе децата своји на клање. Дај им, Господи, а што да им дадеш? Дај им утроба што не ја раѓа и суви гради. Сето зло им е во Гилгал. Таму ги замразив. Јас поради нивните лоши дела ќе ги изгонам од мојот дом. Нема повеќе да ги сакам. Сите нивни кнезови се отстапници. Поразен е Ефрем. Се исуши коренот нивни. Плод нема да имаат. И ако родат, јас ќе го умртвам нивниот сакан плод во утробата нивна. Ќе ги отфрли мојот Бог, зашто тие не го послушаа, па затоа ќе скитаат меѓу народите. 10. глава. Израел е разгранета лоза. Колку повеќе таа има плод, толку повеќе се умножуваат жртвениците. Колку му е по-плодна земјата, толку повеќе се украсуваат идолите. Измамничко е срцето нивно, и затоа ќе бидат казнати. Тој ќе ги разруши нивните жртвеници, ќе ги здроби идолите нивни.
Сите тие велат: немаме цар. Зошто немавме страхопочит кон Господа? А и зошто ни е цар? Зборуваат, даваат лажни завети, склучуваат сојузи, правдата се претворила во неправда и расте по браздите на нивните ниви. За телето во Бет Авен ќе плачат жителите на Самарија, ќе заплаче за него народот негов, и жребците негови кои се радуваа со него ќе плачат по славата негова, зашто неја ќе ја снема од него. И тој самиот ќе биде врзан и одведен во Сирија како дар на големиот цар. Посрамен ќе биде Ефрем и ќе се засрами Израел поради својата одлука. Уништена е Самарија, незиниот цар ќе биде исфрлен како лушпа на површината на водата и ќе бидат истребени идолските светилишта на Авен. Гревот Израелов во трње и боцки ќе обраснат жртвениците негови, па ќе им речат на планините: покрите не, а на ридовите паднете врз нас. Повеќе сгреши Израеле, отколку во деновите на Гива, а и таму да запреше немаше ли да се стаса војна како и беззакониците гивејски? Ќе ги казнам како што ќе посакам. Ќе се соберат против нив народите и тие ќе бидат казнети поради двојниот нивни престап. Ефрем е обучена јуница, свикната да врши, и јас самиот на незиниот убав врат ќе иставам амот. Па Ефрем ќе влече, Јуда ќе ора, а Јаков ќе ја дроби земјата. Сејте правда, па ќе жнеете милост, разорувајте нова земја, време е да го побарате Господ, и така тој, штом ќе дојде, да ве облее со благослов. Оравте безбожност, жнеевте беззаконие, јадевте плод на лагата, зашто ти се надеваше на своите коли, на многуте војници, и ќе дојде војна на твојот народ. И сите твои тврдини ќе бидат разрушени, како што Шалман го разруши Бет Арбел во денот на битката. Мајка биваше убивана заедно со децата. Ете така ќе ви направам, доме Израелов, поради неправдата ваша во рани зори ќе загине царот Израелов. 11 глава. Кога Израел беше млад, јас го сакав и од Египет го повикав како мој син. Но колку повеќе ги повикував, толку повеќе се оддалечуваа од мене. Принесуваа жртви на валовци и им кадеа на идоли. Јас самиот го учев Ефрем да оди, го носев на рацете своји, а тие не сваќаа дека се грижев за нив. Ги привлекував со нежност и со љубов. И јас бев за нив како оној што ја олабавува уздата од устата нивна и кротко им подавав храна. Тие ќе се вратат во Египет. Ашур ќе им биде цар, зашто тие не посакаа да се вратат кај мене. И меч ќе бесне по нивниот град. Ќе ги уништи неговите заштитници и ќе ги проголта поради нивните сплетки. Народот мој е наклонет кон остапување од мене. Кон Севишниот повикуваат, но никој не им помага. Како да те дадам, Ефреме? Како да те предадам, Израеле? Како да те направам како Адма? Да ти направам како што му направив на Цевоим? Срцето ми се вознемирува, затреперува утробата моја од жалост. Нема да постапам според јароста на гневот свој и нема да го истребам Ефрем, зашто јас сум Бог, а не човек, светец меѓу вас, јас нема веќе во гнев да доаѓам. По Господа тие ќе одат, како лав ќе го издигне тој гласот свој, ќе го пушти гласот свој и ќе побрзаат кон него синовите од запад, ќе полетаат од Египет како птици и од Асирија како гулаби, и ќе ги населам во домовите нивни, вели Господ. 12 глава. Ефрем ме обкружил со лаги, а домот Израелов со измами. Но Јуда се уште се држи за Бога и верен му е на светецот. Ефрем пасе ветар и трча кон источниот ветер.
По цел ден си ги намножува лагите и насилствата, склучува сојуз со Ашур, а во Египет праќа масло. Но и со Јуда Господ ќе има суд. Тој ќе го казни и Јаков за постапките негови и ќе му плати според делата негови. Уште во утробата мајчина тој го потиснуваше брата се. А кога порасна, тој се бореше и со Бога. Тој се бореше против ангел и го победи. Заплака и го замоли. Во Ветил тој не најде и таму зборуваше со нас. А Господ е Бог над силите. Јахве е името Негово. Врати се и ти кон својот Бог. Биди милостив и справедлив и секогаш надевај се на твојот Бог. Хананеецот има неверни мерила во раката своја и сака да онеправдува. И Ефрем вели, сепак се збогатив, насобрав многу имот, макар што во сите мои работи не можат да најдат ништо незаконско што би било грев. Јас сум твојот Господ, уште од земјата египетска. Пак ќе те населам да седиш во колиби, како во деновите на празникот. Јас им зборував на пророците и ги умножував виденијата, а и преку пророците ќе донесам уништување. Во Галад има беззаконија, тие ќе бидат уништени. Во Гилгал колат за жртви телци, а жртвениците им стојат како купишта камења на мегите од нивните ниви. Избега Јаков во Арам и Израел служеше за жена, а за жена и овци пасеше. Преку пророк го изведе Господ Израел од Египет и преку пророк тој го пазеше. Ефрем многу го разгневи Господа, па затоа Господ ќе ја остави крвта негова на него и ќе му плати за неговите навреди. 13 глава. Кога Ефрем зборуваше, сите трепереа. Тој беше првак во Израел, но се огреши со вал и загина. И сега продолжува да греши. Направија идоли излеани од сребро, онака како што сами ги замислуваат, уметничка работа. Па им велат на луѓето ним да им принесуваат жртви и да ги целиваат телињата. Поради тоа, тие ќе бидат како утрена магла, како роса што брзо исчезнува, како плева што ветер ја однесува од гумното, како дим од оџак. Но јас сум Господ, твојот Бог, уште од земја египетска. И ти не треба да имаш друг Бог освен мене. Нема спасител освен мене. Јас те хранев во пустината, во засушената земја. Јас ги хранев и тие беа сити. А кога ги заситуваа, срцето им се возгордуваше и поради тоа мене ме забораваа. И јас ќе бидам како лав за нив, како леопард што им демне покрај патот. Ќе напаѓам врз нив како мечка чии мечиња се грабнати. Ќе им ги истргнувам срцата нивни и ќе ги иседам таму како лавица. Полските зверови ќе ги раскинуваат. Ќе те уништам, Израеле, кој ќе ти помогне? Каде ти е сега царот за да те спаси? Каде се твоите кнезови за да те бранат, оние за кои велеше дај ни цар и началници? Јас ти дадов цар во гневот свој и ти го одзедов во јароста своја. Врзано е беззаконието на Ефрем, се чува гревот негов. Родилните маки го обзедоа, но тој е неразбран син, не излегува навреме од утробата. Од власта на пеколот ќе ги откупам, од смртта ќе ги избавам. Смрт, каде ти е силата? Каде ти е тебе, пеколу, победата? Сочувството е скриено од моите очи. Иако е Ефрем плоден меѓу браќата, ќе дојде источен ветер, ќе се крене ветерот Господов од пустината и ќе го пресуши изворот негов и ќе го однесе богатството од сите сокровишта. 14 глава. Самарија ќе страда зашто се крена против својот Бог. Од меч ќе паднат тие, нивните деца на камен ќе бидат разбивани, а бремените жени ќе бидат распарувани.
Vrati se, Izraele, kaj Gospod tvoj od Bog. Zašto ti propagaš pоради своето беззаконие? Подгответе се молитвено и обратете се кон Господ и речете му: прости ни ги сите беззаконија наши и прими го тоа што е добро, а ние ќе принесеме жртва од устата наша. Ашур повеќе нема да не спасува и нема повеќе да јаваме на коњи и на своите уметнички творби да им велиме: о, богови наши, зашто само ти си милосрден кон сираци. Ќе ги излекувам од одметнувањето нивно. Благонаклоно ќе ги засакам, зашто гневот мој се одврати од нив. Јас ќе бидам роса за Израел, тој ќе цвета како крини, ќе пушти корења како дрвја на ливан. Ќе се рашират гранките негови и убавината негова ќе биде како убавина на маслина и мирисот од него како мирис од ливан. Ќе се вратат под мојата сенка и ќе имаат жито во изобилие. Па ќе цветаат како лоза, ќе станат славни како виното леванонско. Зошто ти се идолите, Ефреме? Јас те слушам и се грижам за тебе. Јас сум како зелен кипарис, од мене ти доаѓаат плодовите. Кој е мудар, нека го разбере ова. Кој е разумен, нека го познае тоа. Зашто патиштата Господови се прави, а праведниците одат по нив, а беззакониците се сопнуваат од нив.